Ова е студентски парламент на UPLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, драги пријатели, добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UPLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. На почеток дозволете на сите студенти, а посебно на бруцошите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, да им посакаме успешен старт во новата академска 2023-2024 година. На сите вас ви посакуваме да постигнувате одлични резултати во школувањето, да добивате задоволителни оценки и секако да правите се за студентските денови да ви останат во најубаво сеќавање. Секако да бидете и наши редовни слушатели. А сега што донесуваме во денешното издание на емисијата Студентски парламент? Ќе кажеме дека минатата недела компанијата Бимилк Битола додели 3 стипендии на бруцоши на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, па тоа беше повод за повеќе разговори кои ќе имате можност да ги проследите на 90,8. Останете со нас. Рече ке ме сакаш, дур си жив, дур си жив. Рече ке ме чуваш во свој филм од туги допири. Зошто не е така? Кажи ми, зошто не е така? Срце отвори, дојди ми ти, дојди ми ти. Душа одмори во мој мир, во мој мир. Ужди прикази, ќе помине се за ног или две. Срце отвори, дојди ми ти, о дојди ми ти. Никој не те сака како јас, како јас. Овој живот слика се во нас, се во нас. Сакам да те викам, мојот сон, мојот сон. Сакам да те чувам цела ноќ, цела ноќ. Срце отвори, дојди ми ти, дојди ми ти.
Како што кажавме, минатата недела, компанијата B-Milk од Битола додели стипендии за тројца новозапишани студенти на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, запишани на Факултетот за биотехнички науки Битола, на Техничкиот факултет и на Ветеринарниот факултет во Битола. Доделувањето стипендии за новите студенти е дел од општествено одговорната практика на битолската млекара и вложување во образовниот процес со цел поттикнување на младите да студираат на локалните факултети. За ова, на почеток разговаравме со проректорката за студентски работи на УКЛО, професор доктор Јасмина Буневска-Талевска. Проректорке, за кратко време повторно се среќаваме во емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола и со причина. Убави работи се случуваат на Универзитетот на почетокот на новата академска година. Минатата недела Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, благодарение со одличната соработка што ја воспоставува со млекарница B-Milk Битола, се доделија 3 уписнини за наши сега веќе бруцаши. Еве да ја запознаеме нашата публика, нашите слушатели, за што точно станува збор. Така, многу е голема радоста кај мене, посебно Сонја, кога имаме да зборуваме и да промовираме веќе остварени резултати. Компанијата B-Milk дава стипендија или уписнина за тројца наши идни студенти, веќе од 2 октомври тие ќе бидат наши бруцаши, а тоа се студенти кои што како средношколци уште во текот на 4-та година ги детектиравме со помош на директорите и наставничките совети како заинтересирани студенти да студираат на нашиот универзитет, а при тоа од различни одредени причини не беа во можност да си го дозволат тоа. И затоа е радоста уште поголема, бидејќи од една страна ги поврзуваме високото образование, бизнисот сега и со трет наш партнер, а тоа се средните училишта, од друга страна бидејќи со тоа дополнително делуваме на мисијата која што како УКЛО ја имаме започнато за општеството, за локалната заедница, да ги задржиме младите дома, да ги задржиме во Битола, да ги задржиме на УКЛО. И среќна сум што еве таа долгогодишна соработка која што ја имаме со ова реномирана компанија се заокружува со вакви едни позитивни проекти, успешни приказни. Уписнина за тројца сега веќе наши бруцоши. Дали тоа значи дека ќе продолжи понатаму стипендирањето на овие тројца студенти? Да, уписнината е за сите 4 години во текот на нивното студирање. Нормално, знаете, треба тие да покажат резултати, меѓутоа и да бидат редовни студенти. Сигурно дека доколку го изгубат статусот се ќе заврши. Тоа се тројца наши идни студенти на Техничкиот факултет, на Биотехничкиот и на Ветеринарниот факултет, единици на нашиот универзитет, а нашите идни студенти тоа се Марина, Васко и Марко. Доаѓаат од Средното техничко училиште, од гимназијата Јосип Броз Тито и од медицинското училиште Јован Калауси. Се работи за студенти сега веќе кои што кажавте на кои единици на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола ќе студираат, но веројатно компанијата во нив гледа и идни своји вработени. Апсолутно, да, тоа и беше еден од заклучоците кои што на средбата каде што компанијата ги врачи всушност уписнините на студентите, тоа беше еден од заклучоците, се радуваат на овие можности, им посака успех во студирањето и дека се надеваат и тие и ние, дека не само што ќе можат и практичната настава веќе во 2 година да ја реализираат во таа компанија, но и да бидат еден ден нивни вработени. На кој начин се избра сега веќе нашите студенти? Тоа беа детектирани студенти од страна на наставничките совети на училиштата, но најдобриот беше избран со тоа што пишува есеи, каде се гледам после 10 години. Тоа го оставивме на компанијата, тие ги вреднуваа нивните есеи и верувам дека го избра најдобриот. Ова е одлична можност, како што кажавте, за практично да се види каква треба да биде соработката меѓу универзитетот и бизнис секторот. Искрено се надеваме дека ова ќе биде само првиот чекор и дека и други компании ќе го следат ваквиот пример. Апсолутно. Ова е нескромно пример за тоа како тој процес на мрежување, на поддршка, се во интерес, велам, на економски развој и просперитет на сите, треба да изгледа. Ваквите успешни приказни, јас верувам дека бидејќи постојано
постојано сме во комуникација и во разговори и за следење на талентираните студенти на нашиот универзитет од страна на бизнис заедницата. Постојано сме во разговори за тоа како се повеќе да го подобруваме студентскиот стандард за нашите студенти, бидејќи стандардот не е само она што значи оброк и сместување, туку стандардот е и ваквите поддршки од страна на бизнис секторот. Веќе сме на почеток на новата академска година, на учебната година за средношколците е веќе започната, што значи можеби дека дури од сега ќе треба да започнат подготовките и да речеме малку повеќе промовирањето на универзитетот меѓу средношколците. Какви се плановите, идеите, замислите на тој план? Така, знаете за оној договор кој што го имаме со средните училишта да работиме на ниво на акционен план во соработка постојано со нив, така што планираме таквата соработка да не ја реализираме само во просториите на универзитетот, но и во нивните простори, и на тој начин учениците ќе можат уште од почетокот на годината да се запознаваат со универзитетот. Да, и со можностите што универзитетот ги. Не само во полето на образованието, туку и другите активности. Минатата недела веќе во рамките на обележувањето на Европската недела на мобилност, активностите да вклучени и средношколците. Така и тоа беше еден навистина богат настан со многу активности, со вклучување и на многу институции од градот, но на повторно ќе кажам мое лично задоволство со вклучување и на студентите и на средношколците го запозна информативниот центар, видоа дел од презентациите кои што беа конкретно наменети за подигнување на свеста кога се во прашање подобрувањето на безбедноста во сообраќајот, културата во сообраќајот и алтернативните видови на превоз. И задоволство е да се видат толку голем број на средношколци и студенти во исто време со една иста цел, да покажат што значи волонтерството за подобрувањето на заедницата, и постојано се водиме од она мото волонтери денес, лидери утре, и тоа тие ни го потврдуваат. Поводот за разговор беше доделувањето на уписнините од страна на компанијата Бимилк, млекарница Бимилк Битола, до наши тројца сега веќе студенти. Јас ќе искористам оваа прилика да најавим уште еден настан што ќе се реализира на 6 октомври на Економскиот факултет во Прилеп, отворен ден на УКЛО на Економскиот факултет во Прилеп со доста голем број активности. Првиот, да се вратиме малку, првиот отворен ден нели беше на 25 април, веќе имаме втор отворен ден на УКЛО и пријателите, тоа сакам да го нагласам бидејќи многу пријатели веќе има со кои сакаме да ги реализираме промотивните активности на универзитетот, бидејќи секој од единиците има многу со што да се пофали, ние имаме одличен наставен кадар кој што ќе даде се за подобрување и одржување на квалитетот на универзитетот, и тоа треба да се види. Тоа треба да се види од средните училишта, од бизнис заедницата, кои што во исто време на исто место на 6 октомври од 11 часот, и локалната заедница, значи да не изумам, локалните самоуправи се веќе наш постојан партнер во ваквите активности. Ова е една можност сите на 6 октомври да покажеме соработката на дело која што се наметна во изминатиот период. Присутните тука сигурно ќе бидат студенти од единиците на Универзитетот Свети Климент Охридски, но добро е да има и средношколци, основци, бизнис заедница од Прилеп. Така, ќе има студенти од сите единици, Универзитетското студентско собрание, сите студенти ќе бидат присутни и сите ученици од средните училишта се поканети и верувам во посетеност. Ќе информираме и за тој настан, рековме ќе биде на 6 октомври оваа година, но учебната година нова академска веќе започната, 2 октомври, што ќе им порачате на студентите? Широко ги отвараме вратите, отворени се вратите на универзитетот за секој наш студент. Тие веќе влегуваат во една сосема нова средина, влегуваат во академската заедница, што дава многу предности, меѓутоа и многу обврски за нив. Порачувам да учат редовно, исто онака како што учеа и во средно училиште, бидејќи само со редовно учење, со завршување на времено на задачите, со постојано прашување, со вклучување во сите активности, можат да очекуваат успех. Ви благодарам за разговорот. Благодарам, Сонја.
što imam sebi dala samo da si tu kad ti. Sve što sakam da potonam vo tvoja pregratka bez kraj. Ke napravam ja se, so mene da si se koji den, srce ke ti podaram, samo da te zadržam. Si te ludosti, malku gdje se znaj, bi otišla do kraj na svet, so tebe da sum pa. Samo tebe da te imam, samo so tebe da bi dao, i ništa drugo ne mi treba. Vidi so mene. Tajni poraki, roki nespani, sve za tebe napravim, samo da te zadržam. Si te ludosti, malku gdje se znaj, bi otišla do kraj na svet, so tebe da sum pa. Sve što imam da dam, samo tebe da te imam. Sve što sakam, samo so tebe da bi dao. Tvoja da su, i ništa drugo ne mi treba. Vidi so mene. Samo tebe da te imam, samo so tebe da bi dao, i ništa drugo ne mi treba. Samo tebe da te imam, samo so tebe da bi dao, i ništa drugo ne mi treba. Vidi so mene. Стипендиите на бруцошите на УКЛО им беа доделени во просториите на БИМИЛК од страна на генералниот директор Ѓорги Петрушев. Еве што рече тој во таа прилика. Во БИМИЛК од секогаш сме верувале во моќта на образованието да ја обликува иднината, а денес ја потврдуваме нашата посветеност во поддржување на амбициите на младите и инвестирање во нивното образование преку доделување стипендии за запишување на факултети, што се важни за локалниот и стопанскиот развој. Образованието има трансформативна моќ, не само да ги промени нашите животи, туку да подобри една цела заедница и да поттикне напредок во општеството. Свесни сме дека многу студенти се соочуваат со финансиски предизвици во остварувањето на нивните академски аспирации и наша привилегија и одговорност е да помогнеме да се надминат овие бариери. Стипендиите што ги доделуваме се доказ за нашата верба во потенцијалот на младите умови. Овие тројца студенти покажаа исклучителна академска подготвеност и решителност позитивно да влијаат во нивните соодветни области на студии и се надевам дека ќе се отвараат можности за нивно вклучување во развојот на локалната заедница и за цврстување на стопанските капацитети. Им честитам на нашите стипендисти. Заедно ќе градиме подобра иднина, истакна господинот Ѓорги Петрушев, генерален директор на млекара АД Битола. Тука да кажеме дека стипендиите ги опфаќаат образовните трошоци во текот на 4-годишното студирање, во кои студентите треба да ја потврдат својата одлучност за изучување на областа и капацитет за постигнување врвни резултати. Доделувањето стипендии е дел од меморандумот за соработка подпишан меѓу Универзитетот и БИМИЛК, чија цел е обединување на заедничките капацитети и ресурси за обезбедување можности за квалитетно образование, личен и кариерен раст и развој на младите од градот и околината.
Уписнините ги добија сега веќе поранешни ученици на гимназијата Јосип Броз Тито, на медицинското училиште доктор Јован Калаузи и на средното техничко училиште во Битола. На доделувањето на стипендиите беа присутни и директорите на училиштата. Разговараме и со директорката на гимназијата Јосип Броз Тито во Битола, господјата Лидија Споа. На почеток ќе ве поздравам. Добре дојдовте во Универзитетското радио, поточно во емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Денеска говориме за убава тема, доделување стипендии на тројца средношколци од Битола, кои веќе се бруцоши на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, и драго ни е што и од гимназијата Јосип Броз Тито имаме стипендист, односно имаме бруцош на УКЛО. Добар ден и од мене. Ви благодарам на поканата. Навистина сме среќни за најпрво и за тројцата ученици. Нашиот ученик е стипендиран за ветеринарниот факултет и е гордост нормално и на гимназијата и за градот. Нашата цел е да ги мотивираме учениците да се студираат во нашиот град, во нашата Битола, бидејќи навистина универзитетот нуди квалитетни можности за студирање. Освен ученик од гимназијата Јосип Броз Тито, како стипендисти, односно уписани добија и ученици од медицинското училиште доктор Јован Калаузи и од техничкото училиште во Битола. Да, тројца ученици вкупно од трите училишта се стипендисти и тројцата се на различни универзитети и се надеваме дека ќе се дружат и ќе поминуваат убави факултетски денови. Започнува една поинтензивна соработка, би рекле, помеѓу средните училишта во општина Битола и Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Значи дека во наредниот период треба да очекуваме повеќе заеднички активности меѓу сите чиники. Секако, повторно ќе кажам, нашата цел е да ги поттикнеме учениците да се запишуваат на Универзитетот во Битола и нормално да ги мотивираме децата да ни остануваат дома. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Кога сонце заоѓа и морето се бранува, ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали? Само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари.
Мартина Толомановска, Васко Стојановски и Марио Булевски се нови бруцоши на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Но освен тоа морам да кажам дека се и најновите стипендисти на млекарницата Бимилк Битола. Па еве денеска сме заедно тука. Ќе успееме, се надевам, да ги представиме во најдобро светло и самите да ни кажат како се чувствуваат сега како студенти и што за нив значи ова уписнина. Започнуваме со Толомановска. Честитки за уписнината и честитки за почетокот на новата академска година како бруцош на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Ви благодарам. Ти си сега бруцош на Техничкиот факултет во Битола. Техничкиот факултет беше твој избор, твоја желба одавна? Да. Имав желба за графички дизајн, за графичко инженерство, тоа ме влечеше и голема предност дека во Битола го имаме тој факултет, па се надевам дека се ќе оди како што треба. Инаку беше ученик во Техничкото училиште во Битола или? Да, во Ѓорги Наумов. Да. Ти, како што кажав, сега си и добитник на уписнина, стипендија од Бимилк, млекарницата Бимилк Битола. Претходно разговарав со проректорката за студентски работи на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, кажа дека до изборот на тројцата стипендисти дошло по предлог на училиштето од каде што доаѓате, меѓутоа сте требале да напишете и есеј, каде се гледам во 10 години. Ке те прашам, што напиша ти во есејот и со што толку го привлече вниманието, па беше избрана меѓу тројцата? Епа, во есејот јас напишав дека прво да го завршам факултетот, се надевам со добар успех, со многу добар успех. И после тоа сакам да се вработам во некоја компанија па да научам од таму и на крајот мојата цел е да се отворам моја компанија. Па ќе видиме. Сега како стипендист на Бимилк, што од тебе ќе се бара, знаеш ли? Па немам представа, не знам. Во секој случај јас знам дека ќе треба да имаш просек над 8 предпоставува. Да, во секој случај мора мора да го има успехот. Да го правдаме тоа што надбра нас. Во текот на следните 4 години, колку што ќе трае твоето образование на Техничкиот факултет, значи одличен успех, посета редовна на настава и секако предпоставувам ќе има тука и пракса која што ќе треба да ја извршувате во млекарницата Бимилк. Па тоа ќе биде супер ако не викнат така, да видиме подетално како се одвиваат работите, со што се занимаваат. Рече дека по 10 години си гледаш и како собственик на твоја компанија, а во меѓувреме можеби како вработена во Бимилк, тоа нели е целта на... Да, ако имам таква можност, ќе биде одлично. Мартина, ти благодарам, можеби ќе поразговараме малку подоцна повторно со тебе. Марио Булевски, тој сега е бруцош на ветеринарниот факултет во Битола, а доаѓа од Горната гимназија. Од гимназијата Јосиф Брос Тито. Еве, Марио, кажи ми како ти се чувствуваш сега вака? Јас се чувствувам пресрекно, затоа што уште до самиот крај, до уписите, јас не знаев на кој факултет ќе се запишам. И ете, случајно некако на интернет видов некој видео како некој поранешен студент зборуваше за тоа како завршил факултетот, некои негови после завршувањето случки и многу ме привлече и тоа ми ја донесе да ја донесам конечната одлука и да се запишам на ветеринарен факултет. И сакаш животните, предпоставувам, штом се запишуваш на ветеринарен факултет. За мене сакање е малку, многу повеќе од сакање, ги обожавам, да. Па сега не само што ќе ги обожаваш, туку по завршувањето на студиите ќе можеш и да им помагаш на оние на кои што им е потребна помош, нели, на животните, мислам. Да, во секој случај, оваа работа е хумана и сакам да му помагам, да му го олеснам некога животот, да ги излечам од некоја болест или ако имат во некоја ситуација безизлезна се наѓат и така натаму. Ветеринарниот факултет е убав, исто како и другите единици на Универзитетот Свети Климент Охридски, но што можеби го прави попривлечен за студентите, што се работи во мали групи, така да студентите имаат можност послободно можеби да комуницираат со професорите, па да ги прашуваат за се што не им е јасно. Повторно ќе речем дека тоа го има и на останатите единици на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, но со оглед на тоа што тука се работи за конкретни прашања, се лекуваат животни, па има и практична настава,
почнувајќи од хируршки интервенции па до лекување на животните? Најмногу сум среќен за праксата и сето она што после теоретскиот дел, после совладувањето на теоријата ќе следи. Навистина едва и чекам да дојде и практичниот дел, да. Добро, пред практичниот дел ќе мора малку повеќе теоретскиот да се научи, но штом си вака желен за работа, не се сомневам дека ќе ги совладаш сите препреки кои што ќе бидат пред тебе. Ќе те прашам и тебе, Марио, како успеа да ја добиеш уписнината на... Да, успеав, како на тоа што јас во моето средно образование се посветив и ги имав добрите оценки, тие ми помогнаа за да ја добијам јас стипендијата од страна на БИМИЛК. Како одличен средношколец, се надевам дека ќе продолжиш да бидеш и одличен студент и да задржиш стипендијата понатаму. Да, мотивиран сум да донесам најмногу што можам. Добро, Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола е тука постојано да ги следи активностите на студентите, а сега и вие како студенти се надевам со активностите кои што ќе ги имате на факултетите и на студентските собранија и на универзитетското и на факултетските, ќе имаме можности повеќе да се гледаме и да се слушаме. И сега ни останува уште Васко Стојановски. Васко беше ученик, средношколец во... Само доктор Јован Калузи, средното медицинско училиште во Битола. А сега си бруцош на факултетот за биотехнички науки на смерот агроменеджмент. И ти се гледаше на тој факултет или ова дојде некако така? Па беше и спонтано, ама и некако се пронаоѓам, не знам како да кажам, сакав да бидам пред се на некој факултет кој што во Битола, сакам да останам во Битола, во овој регион. И пошто е препознатлива Битола по Пелагонија е тука земјоделие, да, сточарство и сето тоа, па затоа треба земјоделски, биотехнички, единствен е биотехничкиот факултет што е во Македонија, во Битола. Смерот беше, мислам, пресудното за да се запишам на биотехнички, затоа што беше агроменеджмент, исто ме привлеква организации, менаџирање, има и човекови ресурси, предмети поврзани во кои што учиме, има и сметководства, па некако се вклопва стручното со ова од малце економија и беше пресудно за да почнам да учам. Изработи и ти есеј, или? Да, и во есејот се пронаоѓам како успешен вработен во битолската млека. Било тоа од човекови ресурси, менаџирање, не знам. Спремам мојот смер сепак агроменеджмент, ки имам познавања за дејноста на компанијата во таа област, а успат имам и малци од економија, сметководство. Се она што ќе треба да ти се најде и да бидеш успешен во некоја компанија, го имаш и тука на факултетот за биотехнички науки. Не се сомневам дека и ти одлично ќе се снајдеш како студент на овој факултет. Да, се надевам дека одлично ќе се снајдам и дека ќе го оправдам вложувањето и на БИМИЛК и на Универзитетот Климет Охридски. Сега, и тројцата средношколци завршени веќе, а сега веќе студенти. Ќе има голема разлика средношколец, студент во однос на обврските, на она што од вас ќе се бара. Сепак тука има средба со нови луѓе, студенти доаѓаат и од други делови на Македонија, а тука се и професорите, не? Па мислам дека одговорностите се поголеми, пред се веќе влегуваме полеки во возрастниот свет, од нас се бара поголема одговорност, пак се повторувам. Не знам, мислам дека ќе биде се како што треба. Да, ќе поминеме, ама веќе се бара поголема одговорност од нас и тоа е, мора да се работи повеќе, да се учи. Марина, ти сега како бруцош, како се чувствуваш? Најискрено сум малку исплашена, ама верувам дека сите сме. Да, една нова околина. Не исплашена, туку збунета можеби. Па да, можеби тоа е подобар опис. И сите сме нова околина, нови навики. Ке мора се лека по лека да се навикнуваме. Ќе мора да научите што значи прв семестар, што значи втор семестар, летна сесија, зимска сесија, колоквиуми, испити. Сите само ни кажуваат некои такви зборови што не ни се познати на се уште. Да, меѓутоа брзо ќе ги научите. Еве ви кажувам од искуство, тоа се работи што брзо се учат и не се забораваат понатаму, па ќе биде се онака како што треба. Твоите пријатели од средно училиште, другари, остануваат тука, поголемиот број, заминуваат некаде?
Има неколку на техничкиот факултет што се исто запишани. Повеќето се во Битола, има некои што не се запиша, некои замина странство, Скопје и така. Ти реши да останеш тука во Битола, на Укла? Да. Па добро, еве да кажеме дека ќе бидеш горд носител на индекс на Укла. Да. Марио, сега и тебе, ти како бруцош веќе кажа дека си возбуден и едва и чекаш да се почне со настава. Па јас илустрирам некоја слика од сето она што го слушаме секојдневно, ама дали таа слика ќе биде целосна, точна, грешна, не знам, ќе видиме. Од вторник веќе ќе се започне со настава, во секој случај ништо не е страшно, додека да се направи првиот чекор, а потоа веќе кога ќе се влезе во просторите на факултетите, се некако изгледа полесно. Јас така барем мислам. Јас така мислам. Сега, освен она што значи ваши активности во однос на наставата, морам уште веднаш да ви кажам дека има и други активности надвор од образовниот процес, работа во факултетските студентски собранија, студентските студентски собранија. Тоа се места каде што вие како студенти можете да го кажете својот глас, можете да предложите нешто, некоја активност, нешто што ќе ги заинтересира не само студентите, туку сега и средношколците, каде што вие бевте претходно. Планирате да се вклучите и во такви активности? Па зашто да не, кога имаме сега таа можност да ја искористиме. Да, Марио? Да, би се согласил целосно. Па и јас би се вклучил, сметам дека сум страшно амбициозен како личност и дека би сакал нешто да е во мој раце, да можам да направам јас промена преку организациите, ќе можеш нешто. Ти веќе каже дека се интересираш и за менаџирање на нешта. Да, па зато да вака кој ќе ти учествуваш во прво лице, можеш многу работи да промениш, се донесуваат на глас и сето. Јас искрено ви посакувам многу успех во учењето. Ви честитам уште еднаш за добивањето на описнините. Ме радува што вака амбициозни млади луѓе се запишуваат на Универзитетот Свети Климент Охридски, плюс уште добиваат стипендии, а со тоа и можност за вработување во компаниите кои што ги доделуваат стипендиите. Јас само ќе ви кажам напред, уживајте во животот, користете ги сите погодности, сите оние убави работи што ви ги нуди универзитетот и не заборавајте да се дружите и понатаму. Фала ви. Благодариме многу. Благодариме. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако не нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделата е илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој, до небо, небо високо, од небо до дно. Чувствуваш, знам, вела дека не си сам, но во сите ноги јас сум ти единствен зрак, ти си мој. Каде да одиш, секогаш ќе останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Ти си мој.
Во продолжение проследете го и разговорот што го водевме со доктор Гоце Марковски, советник за кариера, алумни и доживотно учење и одговорен за работата на Центарот за кариера, алумни и доживотно учење на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Сите активности околу започнување на соработка меѓу универзитетот и бизнис секторот оди преку Центарот за кариера, алумни и доживотно учење, па еве господине Марковски, врзано за ова што се случуваше доделување уписнини на тројца сега веќе наши бруцоши од страна на компанијата Бимилк Битола, одеше преку овај центар. Точно така, Сонја. Значи, ние како центар представуваме мост кој ги поврзува универзитетот со деловната заедница, што значи со стопанските и нестопанските субјекти. Секако тука нема да ги заборавиме и студентите, односно и средните училишта. Со компанијата Бимилк имаме воспоставено соработка уште во 2021 година, кога подпишавме меморандум за соработка помеѓу овие две институции, така да еве годинава 2023 година веќе го реализираме конкретен чекор на доделување на уписнини на тројца фактички средношколци кои ќе се запишат на нашиот универзитет. Всушност и на самата програма тоа беше целта, да ги задржиме децата да студираат дома, како што викаме ние, меѓутоа да студираат на нашиот универзитет. Компанијата додели 3 уписнини за студенти кои ќе се запишат на Техничкиот факултет, Факултетот за биотехнички науки и Ветеринарниот факултет. Преку службите во средните училишта, педагошките служби, беа детектирани квалитетни дечина кои што сакаат да студираат на нашиот универзитет и веднаш беа известени дека може да конкурираат за стипендија, а услов беше да изработат есе и каде се гледам после 10 години. Имав можност да поразговарам со допитниците, веќе кажеме на уписнини. Напишале убави работи, еве да кажеме дека Мартина меѓу другото по 10 години се гледа и како можност да отвори своја компанија. Марио се гледа во Бимилк, исто така и Васко. Значи, навистина би рекле дека уписнините си го нашле или дошле во вистинските раце. Точно така. Се работи за едни млади, вредни, доста креативни дечина. Тоа го утврдивме уште од самото пишување на нивните есеи. Така да, навистина, констатацијата ваша е на место дека уписнините се доделени во вистински раце. Се надевам дека со почетокот на студирањето во наредните години ќе го оправдат сето она што ние го вложуваме во нив како центар што го работиме, односно да им го лесниме процесот на студирање. И самиот почитуваниот Петрушев, директорот на Битолската млекарница, истакна дека вратите за нивните работување се отворени, а меѓутоа тука сме ние да ги способиме и нормално како со тврдите вештини, односно со професионално да ги способиме, така и како центар да му поможем преку меки вештини, односно вештини за барање на работа да си го најдат местото во компанијата или во некој од останатите компании. Мораме да кажеме дека активностите, односно соработката што ја воспоставивте со Бимилк од 2021 година, предходно се реализираше како практична настава, клиничка настава, нивна наука, но ова е прв пат да се излезе од страна на Бимилк со желба да помогнат и на ваков начин. Точно така, значи соработка помеѓу универзитетот и компанијата Бимилк постоеше и предходно. Сето тоа беше сведено на ниво на единици, меѓутоа универзитетот како правно лице сега веќе потпиша генерален договор за соработка каде што можат сите единици во рамките на овој договор да соработуваат со компанијата Бимилк, така и Центарот за кариера, алумни и доживотно учење во рамките на овој договор организира и практиканска работа за студентите, а исто така и доделувањето на овие уписнини кои што се случи токму денес. Се надевам дека година ќе не радувате и со други компании кои што ќе бидат желни да помогнат на ваков начин на младите, пред се нели на лицата на средношколците од нашиот регион да останат дома и да студираат наука. Целта ни е таа што повеќе да ги анимираме студентите да сватат потребата и значењето да се студира од дома, бидејќи можностите кои се нудат преку Erasmus Plus програмата, тие секако ќе можат да искусат еден семестар на некој од универзитетите со кои Универзитетот Свети Климент Охридски Битола има подпишано договори за соработка. Исто така, тој представува голема можност да видат како функционираат универзитетите надвор од Република Македонија, меѓутоа верувајте дека
се тоа представува добра можност да му овозможиме студенти да студираат дома, бидејќи Битола е универзитетски град. Универзитетот Свети Климент Охридски Битола има одлични факултети, прекрасни студиски програми и навистина нудиме квалитет. Ви благодарам за разговор. Благодарам и на вас. Ko za inat pred mene ke se pojavi za inat, samo da te vidam, a mislev imaš nekoj drugi me zaboravi, ti sama se ušte si bila. Priznavam ni tu den ne zaboraviv na nas, priznavam pokraj se mi beše ti vo mislive, priznavam nemav ne sila da te pobaram, so tebe i bez tebe teško je. Slobodno prodoži po patot koj te vodi, ne stoji pred mene, odivi si. Slobodno prodoži i nemoj da mi zboriš, jer glumam deka ne se pojavi. Odi, odi, odi si, odi, odi, odi si, odi, odi, odi si, Tvoj od pogled Tivko pak me ubiva, tvoj od pogled se mi kažuva, a mislev imaš nekoj drugi me zaboravi, ti sama se ušte si bila. Priznavam ni tu den ne zaboraviv na nas, priznavam pokraj se mi beše ti vo mislive, priznavam nemav ne sila da te pobaram, so tebe i bez tebe teško je. Slobodno prodoži po patot koj te vodi, ne stoji pred mene, odivi si. Slobodno prodoži i nemoj da mi zboriš, jer glumam deka ne se pojavi. Slobodno prodoži po patot koj te vodi, ne stoji pred mene, odivi si. Slobodno prodoži i nemoj da mi zboriš, jer glumam deka ne se pojavi. Odi, odi, odi si, odi, odi, odi si, jer glumam deka ne se pojavi. Odi, odi, odi si, odi, odi, odi si, jer glumam deka ne se pojavi. Почитувани, тука го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на УКЛО ФМ Битола, магистар Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Te sretnam tebe mislev deka ljubov je, što pomalku da dadam, na kraju dajem zemance. No moj od svet se preseli, vo tvoj te oči bakarni, kovo pesok živ, potona fonil, koga reče ti. Razgoli mi ja dušata, pokori mi go telo to, i zvezdi teke navezat za nas, srce preku nebo to. Razgoli mi ja dušata, pokori mi go telo to,
svet na lagi, samo ti si vistina. Srede mračen okean, jedinstven ostrov svetlina. Ko boz da gazam preku žar, brzam da ti prejdam prag. Maska otvrlam i srce otvoram, da mi kažeš pak. Razgoli mi ja duša ta, pokori mi go telo to, i zvezdi teke navezat za nas, srce preku nebo to. Razgoli mi ja duša ta, pokori mi go telo to, i zvezdi teke navezat za nas, srce preku nebo to. Razgoli mi ja duša ta, pokori mi go telo to, i zvezdi teke navezat za nas, srce preku nebo to. Razgoli mi ja duša ta, pokori mi go telo to, i zvezdi teke navezat za nas, srce preku nebo to. Razgoli mi ja duša ta, pokori mi go telo to, i zvezdi teke navezat za nas, srce preku nebo to. Uklo FM Битола, октомври 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8 Uklo FM Битола. Студирај квалитетно на Укло. И слушај Uklo FM Битола 90,8 МГц.